18 студенти, повеќето од САД и по еден од Канада и Велика Британија, се посетители на меѓународната летна школа за археологија која се реализира во локалитетот Стоби. Под надзор на стручни лица, археолози, работат на просторот кој се нарекува затвор на неколку подземни простории кои можеби представуваат некаков храм. Целокупната програма на оваа археолошка школа не е само теренската работа, значи во попладневните часови работиме на процесирање на наудите, работиме на систематизирање на наудите, тие слушаат и предавања од стручниот тим на НАУ Стоби, значи се запознаваат со материјалната култура, со архитектурата на Стоби, со методологијата на работа на терен и во лабораторија, значи добиваат една комплетна слика за целокупниот процес на работа, што значи археолошко истражување, не само ископување. Годинашната летна школа е 14-та поред се организира во соработка со Фондацијата Балканско наследство од Софија, Бугарија и Националната установа Стоби. Започна со работа од 2010 година. Учесниците кои се на возраст од 19 до 23 години задоволни од тоа што тука го добиваат како знаење. I chose Stoby because I've always had an interest in Mediterranean, Balkan history, but mostly because back at the old University of Iowa. Меѓународната летна школа трае 4 седмици. Учесниците работат на истражување, не само на ископување. I came to Stoby because it's a really interesting site. I've always wanted to do archaeology ever since I was a kid, and you really don't have stuff like this that's accessible and affordable in other parts of the world. So it was really cool for me, and I saw it and I had to jump on the opportunity to come. Преку директна теренска работа тие ги учат основните методи на археолошки ископувања и документација. There was tons of options, but nothing was as spectacular as Stoby. We get to live on the site instead of living in a hotel. So we walk outside and we're in the ancient ruins. Преку оваа летна меѓународна школа за изминатите 14 години учествувале повеќе стотини студенти од различни делови на светот.